Здраво, добре дојде во епизода 15 Wellcast Пит Јосиф, спонзорирана од Домови за стари лица Феникс. Денеска имаме многу различна епизода, тема, не би кажал тема дека ќе зборуваме за, не знам, одреден тип на можеби здравје или исхрана или одреден дел од психологијата на човекот. Ali би рекол дека ќе зборуваме за перформанс. Гостин денеска ни е Томе Попчевалиев или Томас Перформанс. Ќе го најдете, тоа му е алтер егото и името по кое што ќе го најдете на социјалните мрежи. Човек кој што од неодамна исто така почна да снима подкасти на тема перформанс, али отидовме малку подлабоко од тоа, нели, како се спремаш, што ти се најдобрите резултати. Не ни го зборувавме тоа и верувам дека не само што ќе дознаете можеби повеќе за тоа што се е потребно за високи перформанси во спорт па и во живот, бидејќи тоа се, знаете, како правиш една работа, така правиш се, но ќе ви биде многу инспиративен разговор кој што ќе ве натера да размислувате. Барем мене што ми оставиве хајлајт од разговорот со Томе, беше ќе ве натера да размислувате на вашата последна декада од животот. И верувам дека ќе бидете мотивирани и инспирирани. Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, социјални мрежи, Spotify, каде сакате, таму следете го. Следете оваа епизода, оставете коментари, фидбек и можеби нешто инспиративно во контекст на тоа што го зборувавме и со Томас. Уживајте. Томе, здраво и добре дојде, фала ти што прифати покана. И драго ми е што прво си човек кој што еве исто практично кога зборевме, нели, неформално на кафе, ги гледавме датумите, месецот е ист, нели, јануари, ти го почна својот подкаст Томас Перформанс, така да верувам дека ќе инспирираме што повеќе луѓе и заедници да следат и подкасти и квалитетни содржини. Така да добре дојде еве во Wellcast. Здраво, друже, птен ми е мерак. Многу ми е интересно вака од другата страна да видам како е. Идеме подкастерски за подкастингот. Супер. Кренеме малце подкастот. Традиционално, стандардно, еве, секој гостин си раскажува кој е, што прави и како прави, така да ја еве би сакал да заедницава на луѓе што следи, да ја запознаеме со тебе. Со Томе? Томе е... Wow, first and foremost атлета. Така се гледам себе си. Јас сум роден и спортот е дел од мене и јас сум дел од спортот. Секој спорт што ќе го набројам, значи дека сум бил компетитив во него. Ништо не правам рекреативно. Почнувајќи од баскет уште од најмали години, играв кошарка за Соколи, стигнав до втора лига, негде паралелно почнав атлетика, таму ми се најголемите успеси. Бев средно пругаш, тоа се вика, ама малце и менјав дисциплини. Тоа фактички од 200 метра до кросеви, така што голем дел од животот го поминав во атлетика. Трчав и за репрезентација, трчав и за работнички, трчав и за 7 мај, се менјаа клубови, се менјаа дисциплини, од јуниорски до сениорски категории. Паралелно си терав и образование нормално, завршив средно математичко, после отидов на факултет за софтвер, фактички сум IT guy. Таму ми е професионалната кариера, ама спортов ми е посериозен, иако никад не ми бил професионален. Ironman едно време многу ме завлече, точак сум исто многу страствен за точаци, имам Ironman и терано да објаснам што е Ironman. 4 километра пливање, followed by 180 километра точак и на крај маратон. 42 километра трчање. Има и полу дистанца од тоа. Тоа си го зададов едно време, неколку години као така цел, да видам дали може, интересно беше. Тоа го баталив и сега сум така некако all round
со фокус на велосипедизам, и Мгм. тоа исто го правам надпреварувачки, пробувам да одам на трки на страна, тие се викаат Гран Фондо, кај што може и бивши професионалци да се надпреваруваат. Како што реков, паралелно си работам у IT, пази на податоци, такви чуда. Едново значи ти е екзистенција, другово ти е Да речеме, да. fulfillment. Да, ама нема екзистенција и без спорт. Буквално ми е така, ако... Да, Апсолутно. да. Сега- Ама што се тиче финансии, да. Да. И задњава година подкастер, затоа што веќе неколку години пратам ко ненормален, многу знаења црпам од подкасти и не знам ни што ми текна, да си пробам, се заљубив, многу интересно и тоа е тоа. Да, и темите на подкастот ти се перформанс. Темите ми се перформанс. Во тие неколку последни години, во некако пракање на тие спортски резултати ме натера да се ширам узнаењата што се има фактор за вистински перформанс и навлегов дека има многу улога и умствениот дел и recovery и духовен дел и така многу фактори имаат улога, имаат удел во перформанс. Така што тоа е како најголемата пасија и за тоа ми е подкастот. И полека гледам да ја ширам, не е дефиниција, јас сум во потрага на сите различни значења за перформансот. И тоа ми е подкастот. Потрага по повеќе искуства, приказки од други луѓе, си правиме муавет за перформанс. Јасно. Сега, вакво, кажа дека си со надпреварувачки амбиции во, нели, у се што правиш генерално. Да. Сметаш ли дека ако го нема тој дел, не би бил толку инволвиран? Јас лично? Да. Да. Ако немам... Ако нема Да. надпреварување, Ако проблем. нема надпреварувачка цел некаква, ја имам проблем. Имам проблем не знам, ми треба некаква цел и таа цел обично има надпреварувачки карактер. Или е со себе, си задавам некоја тешка бројка, дали е килажа, дали е секунди, дали е километри, што и да е, гледам да не е рекреативно, да е вон категориите на рекреативното и да има мерило за да знам како котирам. Ако го нема тој елемент, многу тешко се мотивирам да сум конзистентен. Што не треба да е така. Тоа едноставно си го имам идентификувано за себе и неколку пати на подкаст имаат дојдено луѓе што го немаат тој момент. И ја на сите што го немаат тоа, а се редовни со тренирање, ја им се восхитувам. Многу би сакал да сум таков, оти тоа е поздраво. Да, тоа ќе ми беше следното нешто, затоа што, значи, сакав да те прашам кој е твојот план, пошто си едуциран, си свесен Да. дека професионалниот спорт да е супер, но од друга страна и е нездрав. Ради тоа што интензивно и брзо го троши телото. На крај на денот, нели, зглобови и така натаму се имаат, колку повеќе ги користиш и почесто и со поголем интензитет, на повозрасни години можеби ќе бидат по-проблематични. Да. Дали тоа го размислуваш вака кога? Многу и мал спор имам со зборот нездрав. Нездраво е ако не се мисли. Ако не се мисли на овие ствари. Да, и по-нездраво е другата крајност. Да. Ако ја зборуваме, се дозволува крајности на ретко одбрани моменти кога рewardот, наградата ќе вреди, ама ако ја немаш свесноста за тоа и се оставиш по инерција да одиш до тие екстреми, тогаш е нездраво. И баш заради тоа што сум многу свесен за тоа, а и не сум во физички најоптималните години за највисокиот перформанс, значи скоро 40 сум, веќе се надпреварувам во мастерс категории. И имам многу голема свесност за долготрајноста на моево спортување. Ја пак ќе бидам компетитив, само ќе се надпреварувам во
категориите кај што ќе си наоѓам компетитивност. Ај меѓу 50 годишници, меѓу 50 годишните, меѓу 60 годишните и баш тие сите знаења, таа потрага по што се има врска за перформанс, помага да сум свесен за тие ствари. И си чуваш и зглобови, и здравје, Да, и екстремите, и балансите. Многу е заебано. Може би треба да пробаш нешто кунг-фу и слични боречки вештини кои што пак и да те научат, може би дека еве минатиот подкаст беше со Предраг Петрески, не знам дали го знаеш. Не знам. Он е сифу, значи е многу искусен и е мајстор за кунг-фу. Аха. Боречки вештини, али многу по сеопфатно некако ја има, знаеш, да ја доживува и ја пренесува не само боречката вештина, туку таа источна филозофија, Да. кај што у исто време, ме разбираш, ти и медитираш, и си максимално фокусиран и посветен, а нема компетитивност. Знам. Пошто, знаеш, може би следно ќе ти биде тоа, што и тоа е надпревар да успееш да го надминеш. Работам на случајот. Браво. Работам на случајот. Ова ми е професионална деформација. Цел живот така сум функционирал и задниве години свесен за тоа, работам баш на ова што го кажа. Како да се ослободам од и тоа е само зададен притисок. И прогрес е, свесен сум и работам на случајот да можам да не се оптеретувам со резултати. Гледај, да не ме сватиш погрешно, ја уживам и во процесот. Секој тренинг, Апсолутно, секој апсолутно. тренинг е нема неубав тренинг, ама мора малце да има еднаш у годината, да имам на нешто, да мислам, да ме води. Не, и јас, и ти да не ме разбереш погрешно, значи да човек да биде цело време фокусиран, да си ги пробие лимитите, да биде подобар и слично е за мене многу добра особина, затоа што на крај на ден ќе ти помогне, ти ако го размислуваш и овој дел кој што го зборувавме, да останам активен без при тоа да бидам поврзан со цело време, нели, да го имам тоа надпреварување дека мора да се постигне нешто, таа упорност твоја ќе ти помогне и во тоа, а верувам и ти помага и у многу други области у живот. И у работа, и у се што правиш, пошто сепак како правиш една работа, така правиш се, у принцип. И ова што ги збориме ние се fine tuning, за кој што ти прашање на време дали ќе биде година или две, и ќе успееш да си го одгатнеш таа склопка у себе и да си помогнеш. Па тоа го дискутираме и на Thomas Performance подкаст. Дознаваме за сите тие fine tuning и духовни елементи и тој holistic approach. Дека во се има перформанс и доволно е да си само потрагата. Ама кој што реков, во процеса. А дали ти си работиш со луѓе? Ти побарале луѓе помош за да им помагаш за да се спремаат во одредена дисциплина, активност? Да. Тоа и до ден денес го правиш? Да. Само што би сакал да можам со многу повеќе луѓе да работам, ама не можам заради сите обврски на сите страни. И родител си плюс. Да, и детенце дома, и сите други работи, така што со никогаш повеќе од 2-3. Или се во слична ситуација како мојата, тие се професионални во нема рекреативци. Кариерата. Не. Со рекреативци ми е еден разговор. На рекреативец може да му треба некој технички совет, не му треба коучинг, му треба технички совет. Бар јас така одбирам такви, околностите биле такви. Јас сепак сум во тој перформанс свет, надпреварувачки, бркање резултати и со деца што се во таа некоја возраст кај што име тоа убава цел, а јас сум ги поминал, например, надпреварувачки фази, па целата бирократија во врска со тоа, па имаш административни ствари, многу работи пред 20 години, ги немало сега, а ми фалеле.
Сега кога се навраќам 20 години, си викам да имаше тогаш кој што има сега, и сега ја пробувам таа улога на некои такви деца да им ја укажам ствари што сме ги немале ние пред 20 години, да им ги подолесниш за да може да си бркаат сонот. А со ништата се да се биде професионалец, да се заработи од тоа. Како изгледа еден перформанс, не би го рекол надпревар, па еве и на надпревар да е, кога нема публика. У смисла, нели, навикнати сме како широки маси да следиме спортови кои што се групни најчесто, па и еве и да не се групни, се така во ограничена област кај што се одвива надпреварот или играта. Добро. И се собираат маси на луѓе кои што нели навиваат, мотивираат, дополнително додаваат гориво у нозете на играчите или у рацете. Како изгледа кога си на Ironman у вода, кај што или на точак кај што така нема луѓе, едноставно си може на некој на некој ремоут место кој што така животни дали има, не па луѓе да има. Не, како, многу... знаеш, како изгледа тој аспект пошто атлетиката има публика, например, и го знаеш и тој момент. Може би не во такви размери како на Олимпијада. Немало 100.000 на стадиона, ама имало. Како изгледа, еве... Знам на што прашуваш, ќе пробам да ти одговорам, затоа што влагаш во сршта на последната верзија на моето разбирање за перформанс. Кој што ти реков, ова е процес на запознавање и последната, оно што се ка работна дефиниција ми е процесот на надминување граница. Лична. На тело, на ум и на дух. И или. Едно од трите. Може и сите три да ги надминеш, може и една од три. Кога нема публика, перформансот го одредува индивидуата сама за себе. Што значи, таа индивидуа сама за себе во текот на настанот, Ironman, во одреден момент сама со себе е соочена со одлука заради некои си фактори, дека не можам веќе. Некогаш е физички лимит, некогаш е тактичка грешка, некогаш е страв, психички, што и да е, самата индивидуа за себе си знае. Ние тука не можеме да ги опипаме деталите, самата индивидуа за себе си знае кога се има соочено со тоа ѓаволчето од страна што му вика, ајбе, батали, што се замараш. И во тие моменти, тој страгл, таа борба со себе што се случува, за да го исклучиш тој глас и да продолжиш, за мене тоа е перформансот. И за тоа постои кај секој. Не е само светскиот шампион перформерот. Моментот кога се соочуваш со гласот во себе, што ти кажува дека е толку, никогаш не е во право. Нема граница ни на телото, ни на умот, ни на духот. Кога гласот во тебе ти кажува дека си дошол до границата, треба да научиш како да го исклучиш и да продолжиш. Тој чекор за мене е перформансот. И јас се многу ме привлекува кога ќе го видам тоа кај други луѓе. Многу сум среќен кога има луѓе што го искусиле тоа, им се гледа во нив, во нивната енергија, зрачат со тоа стекнато знаење, таа мудрост. И јас сум многу среќен во животот, што го имам искусено тоа многу пати, тоа надминување, и тие се моментите што ми помагаат за се друго во животот. Тренингот е само спремање за кога ќе дојде моментот да имаш верба во себе дека можеш да му кажеш не, ќе издржи кога ќе кажеш не. Тачно. Дали ова близу до она што го зборуваше на почеток, дека дали тоа за тебе духовниот развој? Да. Во перформансот. Да, има моменти кога
еден момент само е духовен. Има моменти кога тоа надминување ти прави да го чувствуваш како да е духовно искуство, како да е нема врска со телото, нема врска со умот и овие работи не се опишуваат со зборови, кој искусил знае. Не, ама по ова што го кажуваше ми прави логика дека има, мислам, практично не е толку одлука, можеби колку што е духовна зрелост, ради тоа што пред не знам кој подкаст беше, која епизода, гости ми беше Сергеј, дечкото е многу инволвиран во јога и со источната филозофија, Да. доста поради неговите родители кои што исто многу долго се инволвирани во тоа, татко му е и психолог воедно, и кога го прашав што е духовно развиена личност, неговиот, иако е тоа многу комплицирано, ама неговиот одговор беше као да останеш смирен во настани околности, ситуации кои што во кои што повеќето не би останале. Да. Знаеш, а ова во твојот случај кога си кога се пробиваат лимити, тоа се околности во кои што онака вистински се бориш, да не кажам да пробиеш одредена. Треба да се смогнат од повеќе извори во себе, техники. Имам проблем со преведување на термини, може Сергеј ти помогнал, mindful awareness. Знаеш, у последно време тоа свесност, некој тип на свесност е, и тоа е само, не знам, 700 итерација на превод од истите источни филозофии, уште од Буда е тоа. Знаеш како би го кажал јас? Тие се духовни алатки, кои што ако работиш на духовноста, и Сергеј многу поише ти објаснил кои се работи ние како пракса во секојдневието може да си ги користиме за да си го гаиме духовното во себе. Една од алатките се вика mindful awareness, односно свесност на процесите што ти се случуваат во умот и во телото. И тоа е како техника што можеш да ја искористиш за да ја надминеш таа граница. Пример пластичен, кога доаѓа тој момент на тешко. И додека трае тешкото, ти си на точак, например, и имаш грчеви, стомак, ти се темни, страв почнува да те фаќа, ти буквално си одиш како чекбук, како чек-листа на како онака евалуација на секое можно елементче во телото и во мислите. Океј, зошто ја имам оваа мисла? Затоа што ме боли. Ама што ако ме боли? Ајде да го еволуирам. Болкава е опасна по живот или затоа што одбрав да возам точак? Океј, не е опасна по живот. И така, тоа се духовни алатки, не можам да ги дообјаснам, тоа се години пракса, книги, читање, медитации, различни техники на медитации, да го извежаш тој дел од умот, што знае да си евалуира така мислите од каде потекнуваат, па да ги тргне на страна. И затоа што, бар мене така ми биле искуствата, затоа што сум користел духовни алатки, за да си ги евалуирам сите фактори што ми викаат застани, и едно по едно им кажувам не мора, океј, продолжувам, тогаш настапува тоа чувство што не е духовно. Си користел духовни алатки, си поминал и поминала границата и сега чувството што доаѓа е духовно. Затоа што се изненадуваш себе си. Runners high нешто, многу на повисоки размери. Многу на повисоки. Пример, ако сакаш пластичен пример. Се спремав точно цела година од јуни повлечи година наназад. Цел ми беше една многу компетитивна трка во Љубљана, Словенија. Преку 2500 велосипедисти,
во Словенија, италијанци, германци, вистински професионалци. Лани бил на Тур де Франс, му завршил договорот, веќе не е на Тур де Франс и доаѓа на оваа трка. Значи, од тој калибар е, мене целта ми беше да сум со првата група. Од 2500, околу 100 луѓе возат заедно, бегаат на сите, тоа е тоа. Имаше, и сега јас сум спремал цела година, 4 сати секој ден, преку 25 сата неделно тренинг, сите зони, се спиења, јадења, буквално како професионалец. Немаше никаква разлика од мене и професионалец. Освен што јас сум 39 години, професионалците се 25 и ја имам и други работи во животот. Ама си реков една сезона ќе ја терам така. Тренирајки сум си ги открил границите. Сега тука има велосипедски термини, ама толку и толку вати можам да држам, толку ми е максимум на 20 минути, толку ми е максимум на 3 минути, за да знам кога ќе дојде трката, ако има некое ритче, што треба да трае 2 минути, колку силно да го возам. Оти трката е 4 сати. Ја мислам дека имам 10 минути на тој интензитет. Доаѓа, не знам, едно ритче, мене групата почнува да ми бега, јас според бројките од тренинзите мерени, го давам мојот максимум. Во ниеден момент од годината јас не сум си докажал на себе си дека за 10 минути можам толку силно да држам. И се случува момент, уште у првиот саат на трката, да ја ги истрошувам тие 10 минути. Ја давам најмногу што можам да дадам во 10 минути и групата почнува да ми бега. Имам партнер со мене, кој што дојдов со двајца велосипедисти, кој што има многу тактизирање во велосипедизмот, кој што му дадов малца знак да продолжим, оти почнуваат да ми бегаат, веќе немам што да бркам, он доаѓа пред мене и не знам од каде, поминувам низ тој процес, окей, тоа е тоа, од негде мора да излезе. Имаш уште една минута у тебе, изгори го кибритчето, се вика тоа, дај ја таа една минута, ако ги фатиш супер, ако не, откажи ја трката. Го гориш кибритчето, уште едно кибритче горам, втора, трета, 17 минути поминуваат и ја успевам да фатам допир со групата и продолжувам уште 3 сати така. И тоа е духовно искуство. Значи, не се опишува болката, сете боли, грчевина се имаш, лактати, пулсот е веќе 190, иако си мерал 185 на тренинг максимум, се е поминато и поминува и малца фаќаш здив и сваќаш дека си се надминал себе си. Тоа е. За мене тоа беше перформанс, последниот перформанс во животот што сум го имал. Такви сум имал поишени животот. Да. И како е, мислам, дали е комплицирано да, што види, еве зборуваш за треба на тактика да размислуваш, треба да размислуваш на телото, на пулсот, на многу податоци гледаш на саат и така натаму. Дали е комплицирано да ги, знаеш, во исто време да ракуваш со многу параметри или, знаеш, уствари комплицирано е можеби кога не си инволвиран. Затоа што ти си го тренирал тоа, за да можеш да ракуваш. Да, ја може не сум ти репер за ова прашање, затоа што не ми ни текнува како ми било пред 27 години. Така е. Може некога... Уствари не. Многу од овие работи не постоеа ја кога почнав. Heart rate, сати, пулсови, лактати, млечники, тоа не постои. Може постоело негде у Германија и у Русија у лаборатории, кај нас не постоело. Како доаѓале едно по едно, сум ги навикнувал за сега да ми е, не ги мислам тие работи, некако не ги ни мислам, а инаку управо си. И според луѓето со кои што комуницирам често, да, на нив им е многу наеднаш им доаѓа, ама па за тоа имаме многу повеќе тренери сега, за тоа имаме многу повеќе материјали за учење, така, туторијали, чуда. Ама ја не сум ти реперот, ја не знам ни како е без тоа, знаеш, буквално е
повеќе од 30 години се упрашање, на кој што јас секој ден само на тоа мислам. Мислам, не цел ден, ама нема ден во мојот живот да не мислам на нешто во врска со перформанс. Буквално до, ако оваа чаша сега е со вода, имам 3 литра, ми помага за сонот утре, затоа што у петок имам, значи, мене така веќе мозокот ми размислува. Да, не ни Да, иначе сигурно е многу комплицирано. Автопилот е тоа, практично. Да, посебно на точак, посебно на триатлон. 3 различни спортови, 3 различни уреди, па со пливањата едни метрики, со точак други, па на маратон, па патиките, па опремата. Ненормално е комплицирано, ама се е тренинг. Така е. Мислам дека потроши доволно сати и ќе ти стануваат автоматски работите. Така е. Значи, перформанс зборот потсеќа на високоинтензивни, можеби спортови, ама перформанс е... Тебе те потсеќа на тоа. Мене ме потсеќа, Да. али перформанс може да биде, знаеш, за некој човек кој што денеска нема тек кренато у животот до денеска, и за него може да биде перформанс, можеби следната година, да постигне, знаеш, да има некаква цел. За него перформанс е да го крене првиот тек. Првиот тек. Како, знаеш, еве, сега ти не се соочуваш со таа група на луѓе, меѓутоа јаве и порано дека работев со исхрана и генерално затоа што доаѓав имав контакт со спорт доста години, 8-9 години ракомет професионално, потоа буквално залежување и упропастување на исхрана све и покачив многу килажа и затоа што минев низ процес на нели лична борба да смениш некои навики и да дојдеш до да си подобри здравје, енергија, изглед. За мене тоа беше, нели, повторно перформанс некаков. Низ кој што сум проаѓал и многу побројни се би рекол луѓето кои што имаат проблем со тој перформанс. Да се мотивираат. Да. Ти како направи? Ми дојде преку глава. Знаеш, ама еве, не може да ти дојде преку глава не може да ти дојде преку глава од тоа да не си унадпреварувачки мајндсет. Па да почнеш да бидеш. Кај тебе некако, знаеш, биле склоп на други фактори, нешто и природен талент, кој што си го носиш и ген, пошто не секој може да се натера на ова што ти го правиш, али што би советувал еве ти човек кој што треба да го крене првиот тек? Како да се мотивира? Прво ќе прашам... Пошто види, можам да кажам дека си доктор во мотивација. Сепак да се мотивира човек да ги прави овие работи, треба многу сила и ресурси. Како еве да обичен човек да си помогне, да се измотивира? Сум бил во слични ситуации и ми се менјал пристапот. Сега сум од прилика на некој став да би го прашал дали сака. Што сака од животот? Зошто не крева? Да ми каже зошто не крева. Ако ми каже, ама јас сакам да кревам, тоа ше друг муавет. Ако не ни сака, нема муавет. Ако он си е задоволен и среќен таму кај што е, тоа е тоа. Ама ако сака, а не знае како, тоаш наредниот чекор обично ми е замисли си ја последната декада од животот. Како ќе ти изгледа? Скоро сите луѓе прилично исти одговор ми даваат, а тоа е знаеш, прво е изненадувачко прашањето. Да, никој не е спремен да... И у истиот момент ќе заборави на илјадниците примери на пензионери што ги гледа секој ден по улици, по аптеки, по продавници, што се во последната декада, одма ќе заборави како изгледаат они, ама за себе ќе си кажат дека последната декада да шетам. Ќе биде некоја слична верзија на лајфстајлот што го има и во моментов.
на 30, 40, 50, 20, 15, колку и да е, како ти изгледа последната декада од животот? И ќе ми даде таков одговор. Па да бе, да, ќе функционален сум, независен од други, не ме гледаат, сваќаш? И нема друг одговор за тоа, освен ако сакаш да ти е таква последната декада, сличен лајфстайл на тоа што го имаш во моментот, работата почнува сега. Треба да работиш на тоа за да ти биде таква последната декада. Ако не правиш ништо и го живееш животот по инерција, последната декада нема да ти биде таква. Ќе ти биде лекови, болници, Зависност комплетна од зависност нега. од други луѓе, неможење да се ужива во животот, до најбанални работи збориме, до скали да не може да се качат, до внуците да не може да се наведнат, да се гушнат, до многу основни животни работи, само свести се и види ги другите што се во последната декада, колку агилни, физички фит, исправени, здрави, независни, 80-90 годишни луѓе познавате. Замисли, тука би завршил со мотивацијата. Замисли си ја последната декада и ако и сам си знаеш дали работиш на случајот или не, за да ти биде таква како што си ја замислил, почни да работиш на случајот. А работење на случајот е работа на себе, физички, умствен и духовен план. Да, многу добро прашање. Ќе го користам. Мислиш одговор? Прашањето со како се замисливаш. Да. Затоа што види кој ти прави тригер прашањето. Да си, се надевам. Па прави, види само до тоа што ќе те задатка, ти може нема да ти го дадат луѓе одговорот. Да. Ама доволно е. Ама ставено е семето да го размислуваш. Чекај стварно ова, има логика, знаеш, и таму може ќе се роди. Пошто мотивацијата некојаш и тоа клоца у газ. Се надевам, јас сум на таа мисија у животот. За што поздрави и што повеќе по број здрави луѓе. Мене лично ме интересира и ретко гостин кој ќе дојде да не си го распрашам, што правиш со храната? Лично ти. Како ти изгледа? Знам Да. Како мора да кажеш лично ти, да не почнам теории да ти предавам. Да советувам. Лично јас пак не сум добар репер, затоа што премногу тренирам. Ама пак ќе кажам дека Па види, какво гориво обслужува еден оваков перформанс. За чисто да знае некој ако сака да размислува воопшто на ова, која е цената што мора да ја плати. Не е само тренингот. Нели, тука зборуваме и умствено, и духовно, на крај на денот и пари. За да платиш за храна треба. Да. Јас сум сега во фаза кај што имам доволно длабоки познавања на енергетските системи кои што имаат удел во различните типови на активности што ги правам. И буквално од ден за ден си ја адаптирам исхраната за тренингот за денот. По-пластично, како би ти објаснил, кога сум на точак многу сати, зависам примарно од масти. Што значи или претходниот ден или сабајлето многу свесно мислам на тоа дали сум внел доволно масти. И тоа се обично ореви, путер од кикирики, многу малку јаглехидрат и такви работи. Кога ми е тренингот со тегови или кога е многу поинтензивен, знам дека ќе зависам од многу шеќер, гликоген, нема бел шеќер, тоа не. Збориме јаглехидрати, глукоза, гликоген, рукав, такви ствари, што значи, окей, тогаш пак претходното јадење, претходниот ден, пробувам да мислам на тоа, за да го имам горивото за тренинг. Така што сега
задниве 2-3 години сум у таа фаза. Не, знаеш како, сите знаеме што е добро, што не е добро. Значи, нема рафиниран шекер, јас лично немам толеранција на пченица, така што не јадам никакви лебови. И ова не се совети за други. Ти ме прашаш за мене. Да, лично, затоа не те Ја лично не те прашам сум- што советуваш, пошто знам дека Да, е ја лично сум исклучок. прилично многу фокусиран на масти, здрави масти, во форма на јаткасти производи и протеин. Тоа па е од моја лична анатомска карактеристика, што мускулите ми се такви да лесно креирам lean muscle mass. И лесно ја трошам кога се трошам, така што имам зголемена потреба од протеини. И протеините се месо и јајца. Тоа е. И сум прилично низок на јаглехидрати. Јаглехидрати јадам само кога знам дека тренингот ќе ми бара, а тренизите што ми бараат јаглехидрати се или тегови, или многу интензивни интервалски сесии на тренинг или на трчање. Тоа е мојата исхрана. Прилично фокусирана на масти. Да, али да напоменеме, ова е за Ова е исклучок во не е не е нешто. баш, не е нормално у смисла ја тренирам 20 сата Види, па неделно. не е нормално, прво потрошњата твоја Не е нормално, дневна да. не е нормална, не Да, е... преку 2-3 калории ми е average ден само во тренинг. А некојаш и 4-5-6 илјади зависи. Мислам сега ставити 6 сата точак у зона 2, 700 калории на саат ми е мене зона 2, тоа ти се 4200 само на тренингот. Тоа е сериозно. Тоа и да сакаш, нема друг начин освен со масти да го надокнадиш. Шекер е 1 грам 4 калории. Ова е 9. Ова е 7, 8, 9. Сега треба да и со интензитетот да си... Значи, јас сум премногу упатен во овие работи, премногу сум свесен и као надоврзано на преска прашањето, до толку ми се што не ми трошат време и труд да го мислам. Многу ми е автоматско веќе. Ама да бидам транспарентен, допред 4-5 години, па ако ти кажам, на скоро ништо не пазев, нема да ти излажам. Кажи речи на ништо не пазев. И што ти беше тригерот за да почнеш? Која реков, дај бар имам живот посветен на спорт, а ако сум искрен со себе, ниедна од тие години не била професионална како професионалец. Затоа што секојаш сум си давал некое оправдување македонско, па ние не сме професионалци. И некако си реков, Да, и обкружувањето, што е колината кај што професионалец? живееш. Плата, бата ли плата? Тренирај како професионалец, а многу е јасно како тренираат професионалци. И така си реков, дај, ќе ми помине животот у спорт, и ако сум искрен со себе, ја немам една тренинг сезона како вистински професионалец на секој можен детал посветено внимание. И тоа кога си го зареков, и убаво ми стана сега више 3-4 години, не тренирам како професионалец до толку, например, некогаш, ама останатите сегменти од животот ми се прилично онака... Затоа што веќе нема врска со професионалниот спорт. Затоа што веќе сваќаш колку убаво тебе ти прават на телото, на животот, на луѓето околу мене. Јас сум друг човек кога си имам повнимавано на сите тие работи кон другите. И другите потоа го регистрираат тоа и нивната енергија назад е друга и така некако сите предонесуваме на поубави смирени односи. Алудирам на шекерот. By the way, конкретно. Не јадам шекер и прво нешто што приметив, кога реков hard reset, имав sugar crash, чи као withdrawal,
неколку дена, главоболки, буквално, значи гледање во ништо да нема шекер. Поминуваат неколку дена и во текот на наредните 2-3 недели се прави некоја рекалибрација на хормоните, на ово на оно, и како се да ми стана посмирено. Реакциите кон другите ми се поодмерени, многу поголемо нешто треба да се случи за да ти изнервира, трпението ми е поголемо, само заради шекерот. Да. Ова ја и сум го зборувал еве кога имаше школи за исхрани, кога ги организиравме и ги правевме, дека знаеш, луѓе кои што се па буквално може да се каже навлечен си на шекер, тие Шекер, секој дневие и мора да го имат, 100%. зависен си, знаеш, толку ситни работи може да те исклучат Да. и да се развикаш, како крцкање, пенкалце, некој да штрака, знаеш, такви работи може Браво, така е. да те извадат од контрола и да си речеш како зашто ова излезе од мене. Ненормално чудно ќе им звучи на луѓе, ама неам друго што да им кажам освен пробај. Што ќе ти биде кажи си една недела у 75 годишен живот, де одлучи си една недела да не внесам шекер и направи си го експериментот сам за себе. Јас сум многу таков. Кој да прочитам нешто, Дебе да пробам. многу сум лесен да си направам експеримент на себе. И си правам нон-стоп експерименти. И ова со шекерот беше вау. А ни ово ше не внесуваш? Не внесам. Тоа ми е формата на јаглехидрати примарна, кога ќе ми треба. Ти зборуваш повеќе за процесиран шекер, за бел шекер, Никако. Мм. Торти, колачи, чоколади. Да. Не, нула. Шекер е што има во овошје и што друго шекер би внел. Сок се неам напиено со години. Не ми ни текнува, не знам. Томе, си стигнал до некоја, мислам, многу години на работа се у секој аспект и еве, правиш, нели, од една во друга промена да биде подобро. Спомнај дека околината влијае и твојот перформанс, еве, барем у погледот на исхраната и пристапот, кога си рекол, дај барем еднаш у животов да правам секој професионалец у секој аспект. Ја верувам дека голем дел во годините кога си ја немал таа одлука, било ради опкружувањето што ни е такво кај нас е битно да се учествува, да помине, да се чекираш, дека е, знаеш, едноставно таков ни е просекот во држава, во опкружувањето. И тоа е сосема нормално и сватливо. И јас сега не би те прашал дали за нешто се каеш во твојава перформанс кариера, туку би те прашал што би сменил ако повторно ти се даде истата шанса. Што би направил поразлично? Одма знам да ти кажам. Одма. А by the way, мене не толку... Пошто не ми изгледаш дека се каеш за нешто. За ништо не зрачиш дека за ништо не се каеш. каам. Се во животот се случува заради некоја се во свое време, се си има причина и се што се случило довело до ова што сум сега. Сега сум си многу среќен и благодарен за животот човек. Браво. А на времето може би не толку опкружувањето и влијанијата на околината, колку незнаење. Јас, мојот проблем беше, и ова има врска со што би сменил, ја бев ненормално многу мотивиран. По моја штета. Значи, јас се имам неколку пати претренирано во животот, од што не сум знаел и од што немало други што знаеле да ми кажат. Тоа е. Ако нешто би сменил, е само во тренажниот процес малку повеќе насоки и дозирања и некој да ми каже супер, таа мотивација што ја имаш, да ја искористиме на овој, на тие другите начини, а не
на трчање на водно, сабајле по ручек, вечер и интервали, и точак, и теретана, и 5 тренинга на ден. Само тоа би сменил. Не дека се кам, него може ќе сум постигнал бољи, не може, сигурно ќе сум имал подобри резултати во спортовите што примарна атлетика на времето сум ги тренирал. Значи, само така некоја, малце поише знаење за тренажниот процес. А инаку и тоа постои, да си до толку мотивиран што си штетиш на Ќе себе. се прегориш. И тоа е најчеста работа што јас во моите тренерски односи и ден денес ја воочувам. High performer луѓе со такви високи амбиции во спортот, а претпоставувам и општо, некако по дефолт се многу мотивирани луѓе. Ако не си мотивиран, што ќе те бутка тоа да го бркаш. Таа огромна мотивација е уствари тие луѓе, јас вклучувајки, треба да вежбаме да ја намалиме, да ја контролираме, да видиме дека може да е штетна или бар да ја фокусираме кон нешто друго. И сега тука имаш... Не го троши цел шаржер наеднаш. Да, и сега тука имаш коучинг, имаш инфраструктура, имаш институции на страна. Да, види, ама нема никако да знаеш. Ако нема некој да ти го даде знаењето. Нема. Некој да бил поискусен, така да... Ама јас сум ово од 14 години. Да. Што да правам? Многу сакам да тренирам. И кидам ќе тренирам. Немам проблем. Стани сабајле трчај, иди после па вози, па трчај, значи ја не нормално многу јам тренирано по моја штета. И ја ќе отидам на трка, по сите метрики треба да истрчам одреден резултат, и ја не го трчам резултатот. Тренинзите покажуваат дека треба да имам одредено време на 1500 метри, доаѓа трката, ја не ја трчам колку што треба. Денес ќе си кажам, одмор ти фали. Таман за 2 недели ти е наредна трка, овие 2 недели олабави малку. И ја знаеш што правев? Уште 2 тренинга дневно. И штом не е добар резултатов, да појачам тренинзи, ќе дое 2 недели уште послабо. Тоа би го сменил. Ја спомна околината дека не ти влијаела, дека други биле незнаењето било проблемот. Премногу мотивација. Али има, сега си у ситуација животна кај што си со сопруга, со дете, значи повторно има си вработен со, нели, сериозни ангажмани. Да. И како успеваш, како го хендлаш work-life balance за мене е збор кој што не, знаеш, нема баш смисла, не го сакам како збор, но како успеваш да ги изракуваш сите работи и да зачуваш добар односи дома. Затоа што, знаеш, дали невлијањето на околината значи дека можеби сопругата ти вика денеска ова и ова да правиме, ти викаш не чу да те слушам, што не верувам дека е така, знаејќи како личност си се развил, како го ракуваш ти сето тоа, како изгледа? Прво сум многу среќен и благодарен што имам луѓе околу мене што ме прифатиле таков како што сум. Ова е директно и до сопругата, и до моите, и до другари, дури и до детенцето. Такви случаи немам. Од моја страна, многу внимавам на кај го трошам времето. И затоа што сум многу на чисто со себе, што сакам, секојдневно, секоја недела, секој месец, и тоа обично е да си завршам со спортот, тоа го завршувам прво. И после време не трошам на телевизија, време не трошам на глупости, многу ефикасно ми е искористено времето. И тоа е. Тие се 24 сата, 8 се спие, 16 е остаток. Многу сум среќен што и работата ми е во IT. Ти уствари не го трошиш времето, ти само го инвестираш. Да. Пошто ја не гледам дека ти трошиш. Трошење по мене е кога
Знаеш, нема Дури и кога кулирам, тоа е време за кулирање. Има функција. И тоа ти е испланирано? Не до толку сега, не звучам како манијак, дека секоја минута ми е. Среќен сум што и работата у денешно време ја вршам од дома, во IT сум, кој што рековме, што е огромна предност, а и фирмите веќе во денешно време имаат разбирање за ова. Неам фиксно работно време, мора да си од 8 до 5. Get the job done. Додека се завршува работата, има разбирање. И тоа е. Тие имаат разбирање, тоа му си завршувам работа. Јас си имам спортски амбиции, тоа си го завршувам на време. Детето е у школа, си го зијаме од школа, со сопругата си трошиме заедно време, си се дружиме, си правиме планови, не гледам телевизија, тоа ти е одма 2 сата, ете ти го тренингот. Книги, одморче и тоа. Многу е лесно. Кога ќе одлучиш? Да. Томе, фала ти многу за ја тука веќе би го резимирал денешниот. Ќе финишираме, да, затоа што, знаеш, многу убав разговор си направивме и би сакал да оставам и за следен разговор да си направиме. Мислам дека има многу џус у денешниот разговор и дека ќе излезат инспирирани луѓе. Супер. И ако потрошат колку ќе биде 40-50 минути од своето време и ти посакувам стварно да направиш одличен перформанс и со подкастот и со спортот и верувам дека тоа ќе се деси затоа што таа е аурата и нема вакво опција Б, мислам дека Фала ти многу, Јосиф, многу интересно од другата страна на микрофонот и тебе исто. Се најдобро и со другите проекти што ги имаш и со подкастот и слична е пораката и многу сакам вака да се заеднички сме посилни и да се шириме, да си гледаме, да си имаме здрави сограѓани. Така е. Thanks. Поздрав.